Овие вести ги пренесува колешката Тамара Дичевска. Тамара, овој пат вестите од Гостивар се добри. Да, ако може да се каже добри вести дека по еден месец водата во Гостивар е безбедна за пиење. Последните 3 последователни анализи покажале дека во водата има отсуство на бактерии, како и отсуство на оноа зголемено количество на хлор. Иако уште минатата недела во водата немало бактерии, сепак имало зголемено количество на хлор, односно над дозволеното за може водата да пијат граѓаните поради она хиперхлорирање и дезинфекција на водоводната мрежа, па така се намалувало количеството на хлор за дезинфекција на цевките и последните мустри се земени во понеделникот и вторникот, кои што покажале дека водата е чиста, така што денеска се тргна забраната за водата за пиење тука во Гостивар. Мустри се земале од 7 локации тука во Гостивар, од детски градинки, од бензински пумпи, од ресторани кои што покажале дека водата е чиста. Надлежните велат дека контролата продолжува на водоводниот систем, сега ќе има засилени контроли, односно 3 пати неделно ќе се земат анализи и ќе се проверува водата и апелираат до граѓаните од денеска, оние што ќе пијат вода од чешма, да ги пуштат чешмите да истечат, особено оние граѓани кои што подолго време не ги употребувале чешмите во своите дома. Во продолжение деталите ги слушаме од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, како и од вработената во јавното предпријатие Водовод Скопје. Последните добиени резултати од лабораториските испитувања потврдуваат дека водата е микробиолошки и физичко-хемиски исправна, односно дека испитаните параметри, вклучително и количество на резидуален хлор, се во границите предвидени со правилникот за забрањата за квалитетот на водата за пиење. Со тоа се исполнити условите водата од водоснабдителниот систем во Гостивар повторно да се користи за пиење. Воедно на граѓаните им се порачува пред да ја користат водата за пиење, да ја остават да истече од чешмата неколку секунди, особено доколку водата подолго време не била пуштена од конкретната чешма. Мерно место во болницата, мерно место кај полицијата, мерно место во Долна Бајница, во Циглана, колку набрат? 2 детски градинки претходно. Значи, испитувани се маркети, бензински пумпи, ресторани, населбата Балиндол, детски градинки се испитувани во мерните места. Земени се примероци воедно и од примарниот цевковод, така што кога докажуваме дека водата е санитарно исправна и безбедна за пиење од примарниот цевковод, секако дека и до граѓаните ќе стигне санитарно исправна и безбедна вода за пиење. С оглед на тоа што водата во Гостивар беше загадена со фекални бактерии, а денеска поречи си еден месец, надлежните соопштуваат дека водата е безбедна за пиење. Денеска по завршувањето на пресконференцијата тука во општината Гостивар, директорот на ДЗС, директорот на ЦУК, директорката на Институтот за јавно здравје, координаторот на кризниот штаб тука од општината Тетово, пред чешмата, тука што се наоѓа пред општината, од чешмата се напија по чаша вода за да ги уверат граѓаните на Гостивар дека може да пијат оваа вода од денеска. По продолжение како изгледаше целата слика и атмосферата да погледнеме. Водата без никаква грижа на совест, бидејќи работеле експерти, најдобри што ги имаме во државата. Тамара, ова се случуваше пред околу 1 час и половина и објавата на информацијата дека водата е безбедна за пиење. Имаше ли можност да поразговараш со гостиварци, што велат тие?
Да, поразговаравме, некои се уште не знаеа дека водата забраната е тргната, меѓутоа откако им кажавме дека денеска надлежните соопштиле дека водата е безбедна за пиење, некои велат дека сепак се плашат и дека нема да ја пијат водата, што е и оправдан страв со оглед на тоа што беше загадена со фекали. Други велат дека и пред забраната и пред да биде загадена водата, тие воопшто не ја користеле водата од чешмите, туку си купувале вода. Некои велат дека ќе размислат дали ќе продолжат да пијат од гостиварската вода, додека пак други велат дека и дури траела забраната ја користеле водата од чешмите. Па во продолжение ги слушнеме и граѓаните и нивните мислења околу тргањето на забраната за водата за пиење. Дали вие ќе пиете вода од чешма? Јас сум го употребил, сега како е, што е, не знам. Вие претходно си ја пиевте од чешма? Да. Немавте проблеми? Не, никаков проблем сум немал. Сега како ќе испаде тоа, дали е стварно или не знам. Пред да се ствари ова проблематичната ситуација со водата, 50 години имаме адресни цевки, така да и без ова не е безбедна според мене, но кога нема подобро, тоа е. Така, сега ќе ја пиете или сепак ќе си купувате вода? Ќе се мислам. Не, никако не можам да ја пија. Оти тоа го вика цело време, а тоа не е вистина. Дур да се слушам во вестите дека тоа е, може да си пе тогаш ќе го пијам. Од денеска не верувам ништо моментално. Ева денеска соопшти дека е безбедно. Третиот пат ова што се разболувам. Више немам поверење на ништо, верувајте. Ова више некако на политика више се површи. Ја не употребувам тоа вода воопшто. И пре, не сега што е ова. И мислам дека ова е нешто немогуче да е покварно на водата. Мислам јас, пошто јас сум доле во Швајцарија работам. Пензионер сум. Тоа не знам што да ви кажам, не е могуче да. Така ќе продолжите сега си купувате вода? Ја стално сум купил и ќе купам. Тамара Дичовска, благодарам за ова вклучување во живот гостивар со целосниот извештај ќе ти имаме во Централниот дневник.